Значи, мислам дека има млади луѓе, не многу, ама има млади луѓе што јас лично ги познавам, што сака да занимаваат со оваа работа, ама едноставно финансите не му дозволуваат да почнат со ова. Никаде во светот не постои фабрика што може да произведе месо, млеко и леб, а не постои човек во светот што може да живее без овие продукти. Здраво патриоти и патриотки, тука е втора епизода на Патриотски муавети. Првата епизода ја правевме со Бојама, денес кога сме тука со Стојанче, имаме малце поразличен концепт, но идејата е иста, да збориме за предприемништво и за млади, за бизнис. Стојанче ни доаѓа од Трстеник, од Кавадарци и се занимава, тој и неговото семејство се занимаваат со земјоделие и со сточарство, затоа денеска ќе се посветиме да ни каже како е да се живее, како е да се функционира, како е да се работи. Затоа Стојанче, ти благодарам што дојде. Ми е мило што ја прифати оваа одлука, затоа што не толку често се наоѓаме луѓе кои што сакаат да зборат вака јавно, посебно млади. Здраво, пред се фала ти на поканата. Чест ми беше да дојдам во твојот подкаст. Поздрав до сите гледачи на твојот канал. Јас и ти се знаеме веќе 2 години, јававме коња од Илинденскиот мораш од Скопје до Крушево 7 дена и прилично беше доста интересно запознавање со природата, запознавање со коњите. Јас како дете од Скопје не сум јавал коњ толку долго, ми беше интересно. Стојанче секогаш ми помагаше, тука беше при нас, како поискусен, си имаш и собствен коњ, си имаш и така и 300 овци, си има земјоделие, ниви, работи со лозието, така да имаш многу работи за да збориме. И прво сакам ти кажам, значи ти фамилиарно се занимавате со така? Да. Фамилиарно, цела фамилија сме посветени на тоа. Со тоа занимаваме цел живот од кога памтам за мене. Значи, ми кажи, прадедот ти дури, може дедот ти... Да. Јас мислам дека сум 4-та генерација што се занимаваме со сточарство и со земјоделие, ама претежно со сточарство. Значи, не сум го почнал јас ова. Ова е наследено од татко ми, од дедо ми. И од каде, знаеш, онака е идејата, мислам, прво, како искуството да се биде? Вака, пред се да кажам за интерес на гледачите, дека во денешно време да се биде сточар не е лесна работа, одговорна работа, бара огромна жртва, огромна пожртвуваност. Стоката, животните на фармата не познаваат за недела, не познаваат за празник, за годишен одмор, значи 365 дена мора да си таму, без разлика на временските, погоди и непогоди. Значи, одговорна работа, во денешно време можам да кажам дека и доста профитабилна, но многу мал дел од младите луѓе се одлучуваат да занимаваат со оваа гранка. И јасно, ти ми кажа баш во една пригода дека твоите биле на одмор во, не знам, негде на одмор и морале да дојдат да се вратат за да со овците. Тоа летоска мислам да го правевме, значи стварно бара одговорна работа и посветеност, значи животните не познаваат ни за празник, ни за дали врне или грме, ти мора да си секој ден на фарма и да му ги овозможиш основните услови за функционирање. Кој се вака секој, како ти тече секој невијето, како се состои? Секој ден, не само кај нас во нашата фамилија или во нашата фарма, општо секој човек што занимава со фарма добро знае дека работниот ден почнува рано изутрина, уште во зори, па се до доцна навечер, да речем, до 8-9 саат навечер, до 20 часот. И тоа преку целата година. Претпоставам овој период можеби малце и полабо. Вака. Моментално на нашата фарма имаме околу 300 глави овци, 300 грла. И покрај овци имаме и мал дел на свињарска фарма, да кажам, и мал дел за месна индустрија, телење чуваме за приплод, за тов, за месо. Да. Освен тоа имате и лози, претпоставам. Да, не, лозија лично ние немаме. Јас доаѓам од село Трстеник, општина Росоман, тоа е Кавадаречкиот, Тиквешијата, да кажам. Такво поднебје, земјоделски крај, 95% од населението во Тиквешијата се занимава со лозарство и овоштарство. Најповеќе праска кај нас во Росоман, во Кавадарци со лозарство. И многу добро ги познаваме нивните проблеми со кои се очуваат секоја година лозарите и прават протести, гледаме по телевизија, па најголем дел од нашата површина, да кажам, нашето семејство што обработува е 10 хектари имаме овоштарници и околу 15 хектари го оставаме за сточна храна.
Значи Да, околу 35 хектари Але си земја имате работиме. цел екосистем, значи од самите си ја правите храната до самите Да, овците да, си да. ги размножувате, си функционирате. Да. Така и еве на пример ми кажа исто така и сирење произведувате. не Да, знам. да. Вака, од 2005 година имаме направено, да кажем, како мини млекарница. Млекото од нашата фарма го произведуваме самите ние, не го даваме на млекара, затоа што реално така имаш поголем профит, да си го произведуваш сам. За сирењето е задолжена мајка ми, она го прави. Пласман има многу. Пласман значи многу се бара. Многу се бара, да, затоа што во денешно време е многу тешко да се најде квалитетно сирење и квалитетни млечни производи, да кажам. Да. Без химикали, 100% природно. Да, јас го пробав сирењето на Стојанче, бев баш лично таму во Трстеник и можам да кажам стварно имате феноменално сирење. Фала. Сега не можеше да го донесеш тука, Да. но сите кои што сакаат стварно да пробат добро овче сирење, ќе оставиме контакт за број во дескрипцијата, Нема никаков можете да си проблем. го нарачате стварно значи квалитетно. И еве една од лошите тажните работи во Македонија, ти сега го правевме муабетот за колку во тој реон, колку села имало, колку рече 150 Вака, луѓе да. па со овците. Јас така лично си правам некоја анализа и се разговарам со постари луѓе што занимавале со фарма, со сточарство, да кажам, дека во Тиквешкиот регион се 5 општини. Значи тоа е Кавадарци, Неготино, Росоман, Градско и Демир Капија, со сигурно повеќе од 150 села. Можам со сигурност да ви тврдам дека за еве сега збориме за овци, има без разлика и за говедарство и за козарство, дека сточарство во Македонија на работ, на екзистенција, на работ да изумре. Значи многу ретко млади луѓе сакаат да занимаваат со тоа, старите генерации како да кажам, како старите не може да ги обавуваат обврските околу фармата, ги продаваат своите стада и сточарството е доведено до ситуација да на работ да изумирање, да кажам. Значи во тие 5 општини, во толку многу села, мислам дека околу 5000 овци, не знам дали може да се Јасно. да се најдат 5000 овци, а да речеме некоја статистика да гледаме пред 20-30 години, во едно село имало по 2000, по 3000 овци. Знам дека само дали во Македонија порано пред едно 100 години имало околу 10 мислам дека милиона овци, мислам Да. Во Македонија мислам дека на Балканот било најмногу за овци. Ме интересира зашто е тоа, еве, пропаѓање, мислам сточарство. Вака еве да кажам мое лично искуство и мое лично мислење дека пред 20 години да речем кога јас бев мал, јас сум сега 24, имаше многу ниска цена на јагнето, ниска цена на млекото, прехранбените продукти за животните беа многу скапи и реално сточарот немаше никаква екзистенција од тоа да го работи. И токму поради тие причини, моите родители во 2005 година се одлучуваат на тој чекор да почнат преработка на сирење сами. Значи, тоа е голема инвестиција. Голема инвестиција, сето сме го инвестирале од наш собствен капитал. Не сме искористили никакви ипарди. Јасно. Никаква државна помош, значи и за механизација, за изградба на објекти, за се што сме направиле на нашата фарма се е од личен капитал. Јасно, Лично сме ги финансирале тие инвестиции, кои ни малку не се ефтини, да кажам, за почеток да почне некој млад човек. Ајде, на пример, цело време се бара сирење, ценава на сирење иде нагоре, од друга страна па се намалува производство на сирење, на млечни продукти. Тоа е заради тоа. Зашто мисли, зашто е тоа така? Па мислам дека тоа така пред се за тоа што многу малце луѓе сакаат да се занимаваат со таа работа, со тој бизнис. Еве сега на пример, еве уште тој тренд, дали тоа младите име демоде веќе да Па или демоде, има многу луѓе што се срамат да го работат тоа. Ти на пример дали лично нема ништо страмно во тоа, значи најпоштено си го заработиш својата корка леп, да кажам. Јасно, да. И тие некои стереотипи, извините, прекинав, тие постојат некои стереотипи, демек сега младиве треба да заработуваат од дома на компјутер, ако ќе видиш ти повеќе пари ќе направиш со сирење произведување отколку секој човек и програмер. Да. Па еве во оваа прилика можеме да разговараме баш на оваа тема. Ја мислам дека многу голем дел од младите денес не сака да занимаваат со тоа, го сметаат тоа за срамна работа, затоа што исто демоде, не знам како да кажам, малце поподценувачко ја гледаат. Тоа не е ни малце така, значи човек, ја можам да кажам сигурно дека во нашата држава никош нема да биде невозможно дека човек може да живее од својата работа и да напредуе, да граде, да се шире,
Сега реално да збориме, ниту една работа не е лесна, каде и да одиш и во фабрика да одиш на работа, мора да си одговорен, мора да на време. Да, Исто и ова, само што разликата помеѓу фабриката и кај нас работата е што ние немаме некој над нас да ни кажува што треба да работи. Да. Ние сами си знаеме која е нашата работа и Да, ми кажа ти дека баш тогаш кога сакав да ви земам сирење, ми рековте бе, нема вика све ни се прода. Ние не можеме ни да постигнеме Еве сега до тој моментално, степен. сега почнува новата лактација 2025 година. Значи сега сме почнати сега почнавме со производство на сирење, уште сега имаме дома запишуваме за нашите редовни муштери. Значи сакам да кажам дека сирењето унапред не е продадено. Значи По порачка. све веќе што се вика не треба да го продавате на пазар или да Не, бркате мустериња. или да одам по маркети да го нудам, значи пласманот иде сам. На почетокот во 2006-2007 година кога сме почнале со тоа да правиме сирење, татко ми идел на пазар во Неготино, во Кавадарци, додека да има да направи круг на муштерии, да кажам. Сега тоа си иде супер, фала му на Господ. Пласман има многу, не можеме дури да произведиме толку колку што можеме да продадиме. И немаме во текот на целата година немаме сирење, лактацијата ни трае од февруар месец до август. Значи од август до февруар тој период немаме сирење. Тоа од аспект од мајка природа така. Да, тоа е нормално, да. Ама сега да те прашам, колку е сега една канта сирење да се земе од кај вас на пример? Па зависи, имаме ние амбалажи имаме од 4 кила и од 7 кила. Од 7 килограми поголеми. Кило сирење ни продаваме и на кило, 2, 3, колку сакаш толку, 500 денари е кило. 500 денари е, да, овчо сирење. И прилично солидно се заработува, рековте, вие чим самите не треба да купувате храна, самите вака, да кажам 90% од храната што е потребна за нашите животни, ние си произведуваме сами на нашите површини. Механизација, тоа се што имаме купено, се тоа е од одличен буџет, одличен капитал, ништо не сме искористиле ИПАРД никаков. Еве сега во оваа прилика, мислам дека сакам да разговараме баш за тоа, дека има ИПАРДи од државата што ги дава европски пари, ИПАРД фондови, ама мислам дека ИПАРДите не одат на правото место. Не одат кај правиот сточари, кај правиот земјоделец, туку ги користат некои, да кажам, луѓе на власта, луѓе што имат пријатели што ни најмалце не се занимаваат со земјоделие и да земиш од ИПАРД е многу голема процедура, многу документација, ни бараат некои елаборати што реално нашите сточари, да речеме, нашите земјоделци не се способни тоа да го извадат. А и нема опција како да се изваде, многу папирологија. Исто така, мислам дека во моментот многу голем проблем кај сточарите е тоа што луѓето што чуваат овци, кланица има, значи, откуп на големо за јагнињата, ама од државата ние сме условени 50%, да речеме сега, јас ако чувам 300 овци, 50% од моите овци, значи 150 јагниња ја морам да продадам во кланица. И луѓето што ги имаат кланиците, газдите на кланиците, цената ја диктираат така како што нив му одговара. И значи, еве да кажеме, цената беше 300 денара за нова година, за жива мера јагна да се продаде во кланица, сега дојдена до 240, значи државата нема никаков обзир како газдите на кланиците диктираат цената. Тоа они како мислат, така диктираат. И тоа нема одговара на сточарот. И така и со лозијето мислам дека. И со лозијето исто, да. Јас лично не се занимаваме со лозарство, немам лозарство, ама тоа го живеам секој ден. Сите комшии, да речем, кај нас у селото и моите другари од Росуман, од Кавадарци, пријатели што ги познавам, се занимаваат најголем дел со лозарство. Цената на лозија, на грозијето, да речеме, 20 години иста, а нафтените деривати и прскотнините отидоа во недоглед. Исто така до лани имаше на 1 кило грозје продадено во винарска визба, државата му даваше на лозаропроизводителите по 1 денар на кило грозје или по 2 денари, не ме фаќи за збор. Оваа година, 2024, минатата година, тие пари од субвенциите за 2 денара по кило грозје ги земаа винарските визби. Не лозарите. Не лозарите, отидоа кај винарските визби, да. Кажи ми друго за субвенции, знам дека имаше тоа еден закон за ако имаш над 300 грла, добиваш. Да, има закон донесено. Да, тоа е за вака, мора прво да речеме матичното стадо да ти биде ставено на фирма, да не биде на физичко лице и мора да имаш еден работник осигуран да му плаќаш пензиско и здравствено осигурање и плата да му миниш. И ние го користиме тој услов, имаме вработен човек,
го осигуране, овците се на фирма. Татко ми управител со таа фирма. И да, има исплата од 10.000. Има државата Има, да, има пак 10.000 евра. реално да збориме во денешно време да се занимаваш со сточарство е добра работа, има добри субвенции по грло на овца, сега има покачување, да не збориме само за лошите работи. За да не испадне дека тука сме за надежни да да дадеме на младите да почнат да започнат таков бизнис. Не само да плачеме и да кукаме, има и добри работи. Од државата, да речем, има големи субвенции за сточарство, ама најочигледно веќе властите имат во предвид до кој степен е дојдено сточарство во Македонија. За други субвенции, дали Субвенции земаме само за овците и тоа што нова мерка е таа од пред 2 години за да земаш, ако имаш над 300 овци, да земаш за вработениот, за вработениот. Јасно. А кажи ми, стадот. овците ги носите на пасиште, така мислам, тој функционира или шталски систем? Вака, не, да кажам, не знам, 50-50 е. Кога летниот период, кога има повеќе трава, да речам, ги пуштаме на испаша, а кога во зимниот период ги чуваме, ги храниме дома со наша храна, сами што ја произведуваме. И малце тешко е за работна рака, многу тешко е да најдеш човек да работи на фарма, платите се драстично покачени. Отприлика колку е плата Па што се дава мислам дека од 1000 евра па нагоре. Зависи колку знаење има, колку искуство има, ама испод 1000 евра никој не сака да разговара. И за 1000-1500 евра не може да најдеш човек. или на рака сега тоа? Не, на рака, да. Ама и за пријавен исто е. Мене исто ми да му платам, не е проблем за плюс, да го осигураш човекот, да си зима пензиско или здравствено, ама во никој случај не иде во предвид да дојде млад човек да работи со таква работа. Во денешно време, доколку пред 15-20 години имаше многу. Јасно, зашто јас знам во Босна дали беше плата 1500 евра, 2000 евра. Исто и кај нас, јас имам луѓе што се занимаваат со стока, комуницираме така, да речам колеги што исто се занимаваат со сточарство. Исто и јас кај мене вработените ги плаќам по 1000 евра, по 1200 евра. Во летниот период кога е да речам сезона на жетва, кога треба да се спреми храната за зимото, викам работници ги плаќам тие од надница, ама испод 50 евра никој не сака да дојде. 50 евра дневница. Знаеш што е многу интересно, секое лето гледаме колку млади одат во Хрватска да работат по хотели, зимаат 800-700 евра, а тука сега дома буквално што се вика, може да зима до 1500 до 2000 евра да стигне и некако има некој постои тој амозитет дека не сака. Не мора да се сточарство и градежништво да работи или некој друг занет. Јас сметам дека најлесно е да извадиш виза, да отидеш во Хрватска или во Германија или во без разлика каде и да е во Европа, а никој не гледа од младите, да речем од моите генерации или исто генерација сме јас ти, никој не гледа да најде перспектива тука во нашата држава. И во оваа држава е можно, ама се бара работа. Исто и да отидеш во Германија, мора да работиш ако сакаш да просперираш. Без работа нема нигде. Тоа е факт. Тука знаеш, многу е битно исто и за квалитетот на храната што се пласира, тој го зборавме и претходно, кој квалитет на храна ние го купуваме во маркетите. Ти имаш цел екосистем направен од пасиште, значи се грижиш за овците стварно. Да, без никакви ги храниме. Ефтиниве се продава некое месо, баш ми го кажа примерот со пилињави и со пилешко, ако можеш исто да ги споделиш на луѓе. Па мислам дека тоа на македонската јавност му е познато. Да. Каков квалитет има и како се храниме. Ја мислам дека во Србија сега измислија мерка секој човек да си најде свој селанец што ќе му произведува храна. И тоа е многу паметно, значи пример да речеме луѓето што живеат во градевите, во Скопје, во Битола, што не се во можност да си произведат сами, ништо не го кошта да отиде во некое село и да најде човек што може да му обезбеде храна за без разлика дали е зеленчук, дали е овошје, дали е месо, значи јас не сакам да коментирам каков е квалитетот на место што доаѓа од увоз, ама со сигурност можам да кажам дека тука во нашата држава или па на нашата фарма, место што го произведуваме е 100% природно, без никакви концентрати, без никакви адитиви, значи животните си растат по природен пат. Кога ќе дојде ред да иде у кланица, тогаш оде во кланица, значи без никакви. А чекај, тоа после во кланица кај се пласира тоа месо? Мислам дека не ме фаќај за збор, не сум сигурен, ама мислам дека најголем дел оде за извоз. За Италија, за европските земји. Значи... Најголем дел оде за таму.
Значи, ствари, најквалитетното тука кај нас иде, Да, не за иде нас, во туку Европа, во Европа, а неквалитетното за нас. А Да. го имаме тука. Да, го имаме тука и исто така да кажам до сите гледачи дека некој кој ќе дојде пример да речеме од кај мене да купи јагне или сирење, кој ќе му кажеш дека цената на сирењето е 500 денара или цената на јагнето дека е 300 денара жива мера, малце му иде незгодно дека тоа е скапо. Како што кажав прегеска дека работата на фарма бара голема прожутруваност, многу е тешко да го произведеш и затоа секој си го цени својот труд. Не може никој фармер да ти продаде тебе ефтино јагне кога знае дека колку работа вложил додека да го произведе тоа. Јасно, ама знаеш, вака ти кој ќе видиш со колку предизвици вие се соочувате, колку финансии треба да уложиш ти за да вложиш за да ја извадиш продуктот, тебе само до 2005 колку можам да замислам колку машинерија била, колку за простор, мора трудот да се вредно ако сакаш да јадеш квалитетно. Да, тоа е нормално. А кажи ми, например, освен тоа, дали ти, например, работиш некоја и друга работа или па си само посветен на ова што е сега? Генерално најповеќе сум посветен на фармата и на семејниот бизнис, да кажам. Покрај тоа, сега во процес отвараме транспортна фирма. Имам положено категориите. Кога на фармата нема толку многу работа, возам камион. Јасно. Кога нема работа во земјоделието, во праските, кога нема во воштарникот. Сигурно и ти некоја пригода да идеш надвор од Македонија, да работиш, посебно ти твоја работа и да може и да патуваш, нели? Нормално. Имам и фамилија многу пространство и никогаш ни на крај памет не ми паднало да заминам од тука и да го оставам нашето вековно огниште што се вика јас затоа што за вака да ви објаснам за работа со да отвориш фарма, значи тоа не се стекнува преку ноќ или една генерација, значи еве лично кај мене јас сум 4-та генерација уште на татко ми, дедо му се занимавал со тоа и секоја година се унапредуваме, прошируваме нови објекти, обновуваме земјиште, да речам. Многу во изминатите 7-8 години најмногу се посветивме на да набавиме што подобра генетика на грла, на сточни грла, исто тоа одличен буџет, без никакви фондови европски, без никаква помош, без никакви ипарди. Затоа што сватиме суштината дека е да чуваш што поквалитетни, попродуктивни грла. Јасно. Со тоа имаш поголема корист. А попродуктивни грла мора да ги најдеш од странство, да ги увезеш од странство, Јас знам дека дали од Грција, дали од Србија, од поголемите земји. Од Грција, например, јас дека го правев манастирот до Свети Пантелеймон, значи таму они има 20 грла, ама некои се белгиски, дали или француски грла, не знам, некој чудник што правеле многу. Извини, зашто станува збор за млекара беше тоа и значи они сакаат значи они си го имаат ставата, сакаат да произведуваат сирење и тука треба нели тоа да се направи простор од хасап систем, да се донесат машините. По европски стандарди треба. Да, и сега они грлата им беа, не знам, многу некако млеко, дали некои специјални грла беа, некои сега многу млеко дава, за да се произведат. Не знам за какви грла станува збор, ама сигурно може да имате искористено и ипарт од државата. Да, сигурно. Ипарт машините беа од ипарт и не знам, еве тоа го правевме цело лето, па сега би требало веќе и да се почнати со работа, така да стварно и доста исплатливо финансиски и има работа, не можеш да кажеш не, но единствениот проблем што можеби тука се наоѓа моментално и држава треба да се посвети е човечките ресурси. Во Словенија додека бев, Министерството за земјоделие имаше цела кампања на TikTok, на социјални мрежи за како луѓе, деца еве као тебе, као некои други, кои што си учат на факултет, си работа, после тоа идат на село, си се грижат за стоката и тоа е најнормално, дека тоа е најокей, дека не е никаков проблем и многу беше интересен начин за промоција на таков вид зашто ова не се случува само кај нас, ова се случува и во многу земји, не е луѓето да изумираат, само треба државата маца и тој да го. Вака, сега еве да кажам за еден млад човек, ја познавам многу млади луѓе што сакаат малце да се тргнат од градската врева, да купат имање некое на село, да почнат да занимаваат со стока. Мислам дека за таквите потенцијални луѓе што можат да се занимаваат со оваа работа, треба малце државата да му испадне во сусрет, затоа што е голем залог, одлични инвестиции, тоа сето да го постигнеш, да набавиш квалитетни грла, механизација, да направиш објекти, да земиш земја под закуп или да купиш
приватна земја за да произведуваш храна за твоите животни. Значи, мислам дека има млади луѓе, не многу, ама има млади луѓе што јас лично ги познавам, што сака да занимаваат со оваа работа, ама едноставно финансите не му дозволуваат да почнат со ова. Ми знаеш што и знаење ти треба за оваа работа. Треба знаење, да, треба знаење, треба и многу љубов. Значи, оваа работа не може да ја работи некој не треба да го гледаш само да гледаш од финансиски аспект колкав е профитот од оваа работа. Ти треба се да изработиш професионално како што треба, профитот си доаѓа сам. Значи треба да имаш љубов за ова да го работиш. Не може човек без мерак не бива, да. Да, кажи ми една од причините зашто тоа со млекарите го зборевме што тогаш, зашто на пример не произведуваат, не го давате млекото во еве на пример овие што се за откупи за млеко. Да, па има. Тука сами си произведуваат. Која разликава беше со цената? Да, сега ќе ти објаснам. Многу едноставно е, значи. Математиката е многу едноставна. Да. Млекари има многу, млекото се бара, значи затоа не може да кажеме, има многу луѓе, значи ретки се луѓето како нас што сами си произведуваат сирење, што имаат мини млекара да кажам или што имаат пласман. Најголем дел од сточарите во Македонија своето млеко го продаваат на битолска млекарница, има млекарници многу, значи сега да не ги набројуваме. Цената на литар млеко овчко да го продаш во млекара ти е 60 денари. А од 3 кила млеко излева кило сирење. Значи 3 кила да го продаеш ти во млекара ти е 180 денари, а кило сирење ти е 500, 550, 600 денара. Значи сакам да кажам дека чарот на сточарите го користат млекарите и затоа се на такво ниво, а сточарот е на работа да изумре. Татко ми ја сватил суштината уште 2005 година, значи ние 20 години сме на пазарот. Баш. Ја сватил суштината на оваа работа и почнал сам со негова иницијатива да се занимава со производство на сирење, претежно сирење, значи други млечни производи не. Ние произведуваме само овчко сирење и чисто овчко, значи не ставаме друго млеко никакво, ни кравио, ни од други животни, чисто овчко сирење. Ме интересира ако можеме да кажеш целиот екосистем процесот, на пример, како е од засадувањето на што им давате, јачмен или јачмен, житарици, да. Како иде тоа, па додавање на храната, да се порасне јагнето и да се направи сирењето. Тој дел ако може да ми го објасните чисто за публиката. Тоа е, знаеш како? Тоа е, да кажам, сточарство е еден вид, тоа треба книга треба да прочиташ за тоа сето да го научиш, значи ти кажав, ние обработуваме околу 15 хектари земја само за сточни, за фуружни култури. Фуружни култури па вака, со житариците овој период, мислам дека февруар месец со житариците се саде, а жетвата е негде летото, во јули, во август. Исто така имаме 10 хектари детелина, тоа е сено, што овците го јадат. Тоа овој период, значи не се косе, тоа почнува од мај месец. Кај нас затоа што тиквешијата е цела под систем за наводнување. Тоа е многу добро да кажам за земјоделците, што целото поле има систем за наводнување. Кај нас детелината ние вадиме по 10 откоси годишно, по 7-8 откоси вадиме од мај месец до крај на септември, така додека да фати есен. Јасно, да. И цело зимо миниме, значи од сакам да кажам, од нашата земја ги храниме нашите животни. Цело зимо, значи денеска ако нема кој да ги пушти или ако е многу ладно, ние ги раниме дома, имаме храна на залиха. Ја чуваме во магазини, во подсуво. Амбари тие така. Амбари, да. Вака, сега да кажам, кај нас во нашата фарма направени ни се нашите грла да се јагнат во месец декември. Секоја година така ги правиме. Значи, овцата е животно што плодот во себе го носи 5 месеци и овцата од која ќе остане с јагна, ние прекинуваме, не ги молзиме веќе, значи тоа е негде во август, 5 месеци го носи овцата, значи негде почеток на декември почнува да се раѓаат малите. За 15 дена почнуваат да јадат. Кажи ми сепарација машки и женски после ги тргате или како? Па знаеш како, види сега затоа што ние многу ти кажав многу се посветивме на што подобра генетика. Има многу заинтересираност луѓе што чуваат овци да купат женски јагниња од кај нас за приплод, ама државата на условува дека ние мора 50% од нашите јагниња да ги дадеме у кланица и затоа и јас сум ограничен да речеме женски грла, тие што се подобри ги оставам за мене, не можам да продадам. Да се расшири подобра генетика во Македонија, затоа што условот од државата е 50% од јагнето да го дадиш у кланица. Ако воспротивно, ако не продадиш 50% од јагнињата во кланица, нема да земеш субвенции за овците.
И сега фактички луѓето што имаат кланици го злоупотребуваат тоа против сточарот Да. и ја диктираат цената така како што нив му одговара. чекај, Значи не може може преку ли- ноќ да ја кутнат за 40 денара по А не кило. може ли државата да ја контролира цената, да рече Епа, цената? за тоа треба еве во оваа прилика можам да кажам дека тоа треба да се воведе малце ред. Не е само за јагнето општо, и за праските и за лозјето. Треба да се има, значи, заштитна цена, да знаеме ние дека јагнето или праските или грозјето ќе биде таа цена и дека да знаеш за што работиш едноставно. Да. А ние сега Не знаеш, не знаеш на што си. Значи, Јасно. пример да речеме, лани цената на јагнето беше подобра од оваа година. Беше 270 денара во кланица. Сега оваа година ги дадиме за 240 денара по кило. Да, по кило, да. Што на одредена бројка, да кажам, на 200 јагниња, тоа е сериозна сума на пари и сериозна разлика. Да, јасно. Кажи ми, значи тие се јагнат во декември, ми рече. Во декември така? месец, да, во почеток на февруар ги продаваме и фактички како ќе ги продадеме ние јагнињето у кланица, од тој ден почнуваме да правиме сирење. Значи јагниње уствари вие. Јагниња, да, месец и пол Да. се стари и тоа ги сами си растат по природен пат без никакви концентрати. Да. само со природна храна. Чекај, овци продавате, мислам постари такви или не? Тие не Постари се овци, знаеш како тоа обично кога е за Бајрам, има трговци што откупуваат овци, ама тоа е значи без никаков документ, не е у кланици, туку на приватни лица што се за Бајрам што. Да, јасно. Муслиманите они Да. не за нивниот празник кој е тоа е летно време, тие што ми се да речем постари, што веќе нема перспектива во нив, ги продаваме за Бајрам и наредна година си оставаме под младок. Јасно. И секоја година гледаме да оставиме што подобра генетика, подобри женски грла. А чекај, Обично за битни машките ли? грла битни се, да, ама ние машки грла купуваме од други места, од други фарми да речам, од Битола, од кај има подобра генетика, за да не да водиме евиденција малце во крвното сродство. Аха. Мора да се има и тоа во предвид, да не бидат во крвно сродство. А која сорта се твоите? Па најповеќе, најголем дел се грчка сорта, тоа е Хиос, станува збор за овцата Хиос. Многу сме задоволни. Таа колку грама млеко дава, на пример? Па во пашитни услови да кажам, да не ја чуваш во штала, во пашитни услови може да даде до кило и пол две, а во штала да ја раниш со концентрати, со сите потребни на по листа да ја раниш, што се вика, се што треба да ја дадиш, може да даде и до 2,5-3 литра, зависи од грло до грло, тоа е завидно ниво за овца, значи. Да, стварно тоа е многу, јас знам дека некој по 300 грама Епа да, и за тоа мислам дека на сточарот во Македонија му фале малце едукација, да се едуцира да набаве посортни грла, подобро чувај 100 добри отколку да чуваш 300, има многу луѓе чуваат и овци само заради субвенции. Не користат ништо од тоа, значи. Јасно. Чуваат по 1000 овци само за субвенции да земат. А ние сме се посветиле на што подобра генетика за повеќе млеко, попродуктивни грла. Јас знам дека цениве за овци до 500 евра стига. Па да, зависи од овие од увоз, ние сме плаќале јагниња, мали јагниња по 2 месеци по 300-400 евра. Мора да инвестираш за да имаш резултат. Јасно, и добро, веќе ги носите јагнињата на кланица и после тоа од истиот ден почнуваме да правиме сирење. Со сирење, да. И сирењето вака. Имаме просторија, да кажам така, како мини млекара, да помена веќе 2-3 пати. Има машина, тоа е како казан голем, од 200 литри е тој. Тоа е пастеризатор, значи млекото го ставаме во машина и млекото се вари на 70 степени. Сите болести што може овцата да му ги пренесе на човекот, во пастеризаторот се уништува. Значи, фала му на Господ, 20 години сме на пазарот, до сега никогаш не дошло ред некој муштерија да се пожале дека има проблем од сирењето или дека дошло до, не дај Боже, нешто лошо. И сирењето, значи, млекото се става во казан, се варе на 70 степени, потоа се става, има едно тоа за подквас маја, тоа е во прав, се става, да речеме на колку литра, колку грама, тоа мајка ми знае. И сирењето иде во калап. Да, рецептот го чува мајка ми. Сирењето иде во калап и утре денот иде во канти и го чуваме околу месец и пол. А лактофризер тоа го користите или? Лактофризер имаме, ама не го користиме за тоа што од млекара, од фарма директно иде во млекара, нема потреба. Секој ден се прави сирење, секој ден. Да, и фактички казаното 200 литра ми стига точно колку за моето млеко, да не го давам во млекара или да не го чувам. Од прилика кога е најдобра лактација, да речем во пролета, во мај месец, тогаш од нашите овци, да речем, произведуваме околу 200 литра млеко. 200 литра, 200 литра околу 60
70 кила сирење излема тоа. Јасно, јасно. И после колку време стои сирењето? Сирењето го чуваме 1 месец во ладна просторија да изферментира и значи вака само да објаснам. Сирењето е безбедно да се јаде и првиот ден, ама што е постаро добива на вкус и на квалитет. Ние од тие причини го чуваме месец и пол, зависи кој е како, да добие на квалитет само од тие причини. После месец и пол иде на пазар, на продажба. Значи после значи ви уствари цело време, мислам од тој период од февруар до август, значи цело време имаме производство и цело време имаме сирење на лагер. Од август месец тие што зимат од нас редовно знаат дека во август е при крај сезоната и се зимат. Че тоа се ствари ако се 70 кг, тоа ти се 10 канти сирење по 7 кг. Од прилика, да. Тоа значи ти зборам која е најдобра лактација. Тоа е во пролетните денови, април и мај, после фаќа топлото во јули, и сега не кажеш не може да постигне. Па да, пласман има многу, значи секој човек сака да се храни добро, знае. Луѓето доаѓаат кај вас, немаш потреба да користиш маркетинг, да се јавуваш по луѓе и јаве купете сирење. Нашиот капацитет, да кажам, нашето сирење сето го даваме од пред врат. Не едино може за некој мој близок човек за од Скопје или негде кој идам, за тебе, кој идам во Скопје да ти донесам. Да. А иначе муштери имам и од цела Македонија, можам да кажам, кој пробал, сега не да се фалам, тие што имаат пробано знаат. Кој пробал знае. Па не, например, сте размислувале да се зголеми капацитетот за производство или не знам како да ти кажам, јас лично, се уште се чувствувам многу млад, затоа е преголема одговорност, преголем зафат. Мајка ми и татко ми стоат позади мене, искрено би сакал да го зголемам производството. Немам некои амбиции да речеме да отворам како голема млекара, да одам по маркети, единствено сакам муштериите што ги имам да ги задржам, да имам сирење во текот на целата година. Јасно, да го зголемам бројот на грла, што повеќе овци, Че да направам поголеми објекти. Колку месеци усвари си без сирење, мака мислам? Па околу 5 или 6 месеци така му доаѓа. 5-6 месеци. Да. Аха, а за најдобро да одстои сирење, колку време е потребно, на пример за да биде на најдобриот? Знаеш како, да речеме по традиционален начин што го спремат, што не го стават млекото во пастеризатор, они мора да го чуваат до 3 месеци за да се уништат болестите сами по себе. Затоа што има болести, на пример бурцелоза, туберкулоза, тоа е сериозна болест. Што овцата може да му пренесе на човекот, може да пренесе преку млекото. И тие што не го пастеризираат млекото мора да го чуваат по 3 месеци за да болеста се уништи сама по себе. А ние затоа што го вариме млекото, фала му на Господ и им гарантирам, значи дека ние го конзумираме дома, мајка ми, татко ми. Ама гледај, знаеш, сирењето е уствари кога ќе видиш као расипан продукт веќе. Ја мислам сирењето како производ, нели ти млеко го киселиш, го кисниш, тој се расипа, не може поише да се расипе сирењето тоа што е единствено ова болеста што единствено болеста и сирењето е производ што треба да се чува на одредена температура, пак е млечен производ. Мора да не можеш сега пример во август месец да го извадиш надвор, тоа сигурно ќе добие мириси и ќе го изгуби квалитетот, и се расипе едноставно. Да. И како мислиш тука држава, што може држава да направи поддршка за сточари? Па јас правенствено мислам дека единствено моментално што е така полош, посериозен проблем за сточарите ова со закланицата, да го тргнат тој услов. Дека да не мора ние 50% од нашите егниња да ги продаваме во кланица. И во оваа прилика исто сакам да кажам за земјоделците кај нас во Тиквешкиот регион, ова што е за лозарите и за овоштарниците, за кајсија, за праска, треба да му се овозможи на земјоделецот да има сигурен пласман и сигурна цена. Значи истиот проблем е и кога е сезоната за праски, тие што се во Росоман има откупни пунктови многу, значи има 5-6, значи не е проблем за пласман ти ќе најдеш. Кај да произведиш производство и да најдеш пласман, ама цената не е ти гарантирана, значи секој ден варира. А како иде тоа, например, ако ти сакаш да продадеш према државата за странство, значи ти прво треба да идеш во откупот таму и откупот си продава. Откупот имат најдено они пласман во Европа, на запад, по европските земји, и сакам да кажам дека луѓето што имаат откупи, дека на грбот на земјоделците, на грбот на нашиот грб спечалија многу пари, а земјоделецот само тапка во место, значи не дај Боже тие луѓе што живеат само од земјоделие, што не одат на работа нигде или што не занимаваат со ништо друго, сега ние се занимаваме и со сточарство. Ако киксне едното, од другото ќе се покриеш, ама луѓе што живеат само од земјоделие, значи земјоделието ти си на отворено небо и има години кога имало мраз, кога имало град пред берба. И не можеш да се ослониш на тоа. Не е сигурно, не е.
Те разбирам, да, една од позитивните работи можеби ако влеземе или од кога ќе влеземе во Европска унија е тоа дека ти ќе можеш веќе да си направиш директен пласман на твоите производи до Холандија. На пример, нема веќе потреба од откупнина. Значи ти директно си го пушташ стоката и крај. Си наоѓаваш транспорт, декларација, и нема сега што ти да се замараш па да те зезат вака за цени, да те условува, тоа би било ќе видиш, така. Тоа би било многу позитивно, да, тоа би било супер. Цената на лозјето ја диктира во Македонија една фирма. Така. Не една фирма, тоа се винарите, винарските бизми, да, ама главната се знаат, тие неколку се 2-3, тие се договараат кој ќе биде цената и ти кажуваат ако сакаш, ако не. Ама ти си веќе принуден, мора да го продадиш гроздо. Ти си го произведел цела година, го работиш и кога ќе дојде ред да забербе, тогаш е жалното кај нас земјоделци. А ти што мислиш, дали е подобро да се трнат субвенциите и да има сигурен пласман и добра цена? Или па да постои овој момент на субвенции и на... Па нормално дека е подобро да постои на субвенции и да има сигурен пласман, за да се измотивираат. Мислев, сега моментот е, немаш ти, например, има сигурен пласман, да, но цената не ти е сигурна. А, например, има субвенции. Сега, например, да се намалат субвенциите, затоа што се покажале во пракса и дека не се баш толку успешни во прилика кога бизнисмени, луѓе во блиски до власта ги користат субвенциите за одреден или на пример зима субвенции и купува кола. Да, има многу такви случаи. Поиши си упатен, дали може би подобро да се намалат субвенциите, цената на субвенциите, а да се гарантира цената на производот што ќе биде, на пример да биде 350 денари од јагна. Така? Тебе помалце пари да ти дават, например, ако ти дават 10.000 евра годишно, ти дават по 5.000, а ти да земеш 350 или 400. И да биде таа цена гарантирана. Те разбирам што сакаш да кажеш. Ја мислам дека најдобро би било од Министерството за земјоделие и за сточарство тој услов што е за дека мора ни јагнето да го дадиме во кланица. Да, јасно. Да треба услово да се тргне, да биде по наша желба, дали ние сакаме да го дадиме во кланици или на некое приватно лице. Значи пример сега јас чувам добра генетика. И има луѓе што сакат од мене да купат не за да го колат, мислам не за месо, не за прехрана, туку за генетика едноставно. И јас затоа што сум условен, нема да ги земам субвенциите за овците. Ја мислам дека најдобро би било тој услов што е за јагне во кланица да не постои воопшто. И тогаш и кланицата ќе даде подобра цена. Разбираш што сакам да ти кажам? Да, те разбирам. Кланица нема, никој не е будала. Јас сега пример имам муштери што ми барат 200 јагниња да ми купат по 300 денара жива мера. Ама па ако му ги продадам на нив јагнињите, ќе ги изгубам субвенциите за овците. А може да се најде пласман, затоа што како што ти кажав, сточарство е на работа и изумре. А во оваа држава има и муслимани што многу го трошат јагнешкото месо и што можат и луѓе што сакаат да чуват. Да, јасно. Ретки се тие што сака сега од нула да почне, ама има луѓе што веќе чуват, а сакаат подобра генетика да земат подобри грла од кај мене. За да ги зголемиш грлото да го зголемиш, повеќе овци да имаш, например. Па да, сум размислувал многу на тоа и да во план ми е за во иднина здравје. Сега ти викам, можам да уште да најдам некој работник што може да работи да оде со нив да ги пасе. Кога ќе да дојде ред кога нема да можам да најдам работна рака за да одат со нив да ги пасат, во план сум да најдам уште поквалитетни грла и да го направам да бидат 100% во шталски услови, значи да не иде на паша цело време да ги чувам дома, да ги ранам се што треба, затоа што сега во моментот објектите ни се за нашите грла доволни да кажам, ама за поголем дел ќе мора да направиме поголеми фарми, поголеми штали, поголеми објекти. И еве вака како за крај, каде се гледаш ти на пример во наредни 5 години? Здравје Боже, знаеш како јас по природа сум малку амбициозен човек и мислам како што кажав не е лесно ни малку, бара преголема жртва, ама мислам дека за 5 години сигурно би го зголемил бројот на нашите грла, би да имам голема фарма, што повеќе производство, повеќе млеко и ти главно си задоволен од мислам вака се. Па да, генерално јас сум задоволен, ама сточарите што комуницирам има доста млади што знаеш како има пример да речеме јас сум 24 години, имам другари што нивните родители занимаваат со сточарство, а овие младите не сакаат да чуат. Јас помагаш тоа го гледам како моја иднина едноставно. И да останам тука во Македонија и да се занимавам со тоа. Тоа баш ми беше мило што ја видовме и твојата страна, млад дечко си, сакаш да работиш, еве имаш значи 300 грла, 20 хектари. Не 20.
Добро. 35 хектара, Добро, да, извини, 35, да, грешка, од прилик, да, 35, добро, не е добро. страшно. Значи, ете, ама муабетов е дека еве и младиви може да се занимаваат со овакви работи, не е само тоа програмирање, не е само графички дизајнер, снимање, значи не е зборам сега од новиве занаети што се Мора некој да се дека занимава и и со ова е. ова и уште едно само вака да кажам како за крај. Никаде во светот не постои фабрика што може да произведе месо, млеко и леб, а не постои човек во светот што може да живее без овие продукти. Јасно, да. Значи фабрика за производство на месо, на млеко и на леб, на житарици е човекот што живее на село. Да. А на жалост во нашата држава човек што живее на село е не Да, знам како да кажам, зборам најподценет Да. од популацијата, имат најниско мислење за него. А да не сме ние реално ние произведуваме збориме храна. за квалитетна Да. храна, збориме зубова да не се само леви батаци од Бразил вакцинирани. Така да тоа е тоа патриоти и го имавме денеска Стојанче на овој подкаст. Толку го сакате да нарачате неговото сирење да го пробате, ќе го ставиме твоја телефонски број или неговата во дескрипција или па сте заинтересирани за работа кај него да помогнете лето, па најозбилно, зашто да не? Да, Според слободно, мене, јас секако имам потреба од работа. Да, секако да го сака некој да заработи и да научи, не само нели. И така да тоа Знаеш, е тоа. за било каква едукација слободно имам отворено профил на Facebook. Моја фарма Зико, така се вика. Моја фарма Зико. Моја фарма Зико, профилот е отворен, само објавувам слики од фармата, од животните значи, наши. слободно можете контактирате. Слободно може да контактират за било каква консултација, да. Затоа што веќе одамна сме во оваа работа и колку толку имаме искуство. Треба да си патриотското да си помогнеме. Да си помогнеме, да. Тоа е тоа, патриоти, ви благодарам на вниманието и се гледаме во следна епизода. Чао, чао.